имаме проблем од обвинителот, имаме проблем од полиција, имаме проблем од АНБ. Ако се 22-3 белешки кои што викаш, тогаш имаме сериозен голем проблем. И сега, ја пак ја прашам, сигурно има и други луѓе кои што се под закана, ама се таму, и сигурно има луѓе кои што ги тепаат, ги утепуваат, не знам што се прават, од тој дел, од другата страна на зидот, па не ги носат дома да ги чуваат на наша сметка, бидејќи сега се прават дополнителни трошоци. Место да го чува таа полиција што е у затвор или у притворско таму, сега иде специјално полиција, дреме. Значи он сега не кошта плюс патроли, плюс цивилки, плюс не знам што све. Ај нема врска тоа. Инаку не знам дали видовте кај мене ми се има заканувано груби, пред да стане кинг или бос, пред да дојдат со СДС у времето на Груевски, и тоа го преобјавив кај мене на Фейсбук, ме викаше да сум идел у Чаир да ми го тоа мамето Славо Дошљак ме нарече, и исто у истиот статус напише дека е време да се обединат сите албански племиња во голема Албанија. Значи, не мислам дека станува збор прво за човек кој што е многу кроток, мирен и вака битен за системот. Мислам дека станува збор за тежок провокатор и најверојатно голем криминалец, кој што на овој начин го доведува под прашање целиот систем на државата. Значи, во овој момент од генералната, општата јавност, и тоа мислам не само од македонците, него од сите што живеат, па и албанците, вистина е, погледот кон државата на обичниот човек му покажува дека постојат привилегирани луѓе кои што може да продуцираат заштита од разни безбедносни вакви онакви структури од државата и после све што направиле да бидат у домашен притвор. Значи, нема правда, нема мир. Очигледно. Тачно е, ама ја ќе ти направам една паралела со што случуваше со Џефри Епстин. Например, Џефри Епстин да беше денеска жив, веројатно многу убиствен потек. Мислам дека нема логика. Добро. За мене е неприфатливо. Мислам дека тотално го разорува системот на државата, ако имаме држава. Се си мислам дека немаме држава. Утко вика дека Шутка не е мексикански картел. Точно е. Шутка не е мексикански картел. Државава не е мексикански картел. Да. На секој чекор се запленува не по 1 кило или по 100 грама, туку по 1 тон дрога или по 10 тона дрога. Ама ја не знам, нема крај. Што сме ние, Колумбија, човече? Значи, излегува као Колумбија да сме. Плодна почва, брат. Така што, за мене е неприфатливо. Очигледно е дека има два типа на граѓани. Граѓани за кои што важат сите закони во најригидна форма на законите и граѓани за кои што не важат законите. Тоа се оние што профитира од транзицијата и така натаму. И ја, пошто ми се гади од ова све што го гледам, што го слушам, од оваа папазјанија, затоа и меѓу другото и задзидана у барок. Најдов начин како да ги извадам од себе овие, што ми смета, и да го ставам у една таква форма. Очигледно е дека ќе си направиме ние муабет, ама караванот може се ја нешто да кажа. Во однос на Ликов, кој што во функција на министер даваше пресконференција како опозиционер, ја мислам дека една од причините зашто државата е таму кај што е и он. Сега може ви делува вака престрого, меѓутоа они дојдоа као голема власт, нели, голема поддршка, 2/3 у парламент и така натаму. Имаат одврзани раце да прават реформи. Он е 2 години министер. Ја не сум видел, нити запамтил ни една негова активност. Нема системски закон кој што подобрил нешто во државата за 2 години. Не се вика, ја
прав министер, по мене прав функционер кој што ја исполнува задачата која што му е доверена и довербата, нема ја да барам писмено од затворот да ми достават дали ова било, она било проверки. Јас седнуем у кола, идам таму и ги гледам сите услови. На лице место со камера уклучена. Така се прави. Ако сакаш нешто да смениш. И секојаш политичарите кои биле проактивни, кои што решавале проблеми, биле популарни и долго траеле. Да не биде Борисов, нека биде, не знам, оној што беше градоначалник на Загреб, Чојаков. Овде има проблеми и да ми го решаваме лице место проблемот. Но вие, овој лик, ти по ликот гледаш дека е салонски политичар, дека смета дека добил награда за некаква припадност и лојалност на нешто. И на него му е напорно дури што мора и на пресконференција да отиде. Му го реметиш мирот, мирните и лежерни, функционерски, привилегирани денови. Бидејќи се они привилегирани, кај Пао сега се врати да му прави проблем, да мора да одговара на преса. Не се решава вака. Од граница до шутка ќе идеш ваму, таму ќе истражуваш, ќе снимаш, ќе ни покажеш дека те интересира. Мене не ми делува човеков дека го интересира тоа што го работи. Ми делува дека гледа да пројде тоа све, да си тече мандатот, да си течат привилегиите, да се попие кафица. Ако не му се свига, Филип, има едноставен... Не. На него му се свиѓаат На него му се свиѓаат привилегиите. Не му се допаѓаат одговорностите што ги носи таа привилегија и таа позиција. Министер за правда, знаеш ли ти што значи, бе, човече? Да се работи на граѓански законник, на кривичен законник, да се створи услов за правото да функционира у државата. Државата има најголем проблем што сите сметаат дека не е држава у неговиот ресор. Он може да биде херој. Он може да биде херој. А ти овдека гледаш еден глумец. Он глуми, човече. Јас барав, јас ова, јас она. А гледаш дека вика, кај бе денеска прес да правам? Тоа е всушност нашата трагедија.